Колку години до просекот на Европската Унија? Шок табела, образование и животна средина најслаби. Економија плюс инфраструктура 40% од просекот на Унијата. Здравството најдобро. Навистина ли ни требаат 7 години за просекот од Европската Унија? Пензиите се на дното, само 18% од просекот на Унијата. Дали Вашингтон може да биде брза лента до Брисел? Дали Европската Унија е единственото кохезивно ткиво на македонското општество? Многу прашања, многу дилеми. Одговорите се во подкастот Каде се парите со мене, Горан Теменугов. Гледајте не. Да, како што најавив, ќе зборуваме за Европската Унија, односно за Македонија и нејзиниот пат кон Европската Унија, но преку бројки, односно колку сме блиску или далеку до исполнување на некои критериуми за да бидеме членки кон оваа Унија, но не зборуваме за политички критериуми, туку колку ние економски сме блиску до стандардот на Европската Унија и што треба да преземеме за да бидеме што поблиску до тој просек што го има Европската Унија. Но како и секогаш ние малце ја прошируваме темата, нема да зборуваме само чисто за економија, малце ќе дадеме и политички контекст, бидејќи сметам дека треба да се има глобалната, генералната слика што се случува во моментот во Европската Унија, но што се случува и во Македонија на политичко поле кон Европската Унија. Ајде да не должам да си ги представам, значи сега моите соговорници, значи ќе зборуваме првина заедно ќе зборуваме, не првиното, во исто време зборуваме со двајцата гости. Ќе го представам Виктор Митевски од Змај, здраво. Значи ти си тука за да ни го презентираш едно ваше истражување во соработка со Виенскиот економски институт, каде што сериозно имавте анализа колку сме блиску или далеку кон Европската Унија врз основа на неколку сектори. Значи мене многу ме интересираше и многу ми беше криво и жал што не успеав дневно да го покријам сето тоа, но еве тука е можноста. И вториот соговорник исто така во овој подкаст е Васко Наумовски. Добре дојдовте. Добре, најдов. Да, универзитетски професор, имаше и многу интересна политичка кариера, беше вице-премиер за европски прашања, ако не се лажам, да. Исто така амбасадор во Соединетите Американски држави, исто така потесна специјалност вие Европската Унија, односно интегрирање кон Европската Унија, така што тоа мислам дека го предавате на факултет, така што компетентен и малце ќе дадеме една политичка слика колку ова што го зборуваме од економски аспект или од здравство, истражувачки, колку има допирни точки со реалноста со денешната политика. Да не должам да почнеме со она што мене многу ме интересира, а тоа е вашето истражување. Го направивте, имавте презентација, но ајде малце подлабоко, првина да ни представите што истражувавте и до кои заклучоци дојдовте. Така. Значи, ова е регионално истражување кое што како што кажавме е водено од страна на Виенскиот институт и Think Europe, поддржано од ОСФ Western Balkans, има за цел за прв пат да направи една сеопфатна база на тоа колку земјите од Западниот Балкан, значи 6 земји од Западниот Балкан, се блиску далеку и колку брзо тие се доближуваат кон просекот на Европската Унија. И сега кога велиме просекот, тука се земаат предвид сите земји членки на Европската Унија во 8 клучни области. Областите кои што се договоривме, односно се решивме од економски аспект да ги гледаме, се економија, социјала, здравство, образование, животна средина, дигитализација, инфраструктура и владење или добро управување. Ако ги земеме сите овие 8 области заедно, можеме да кажеме дека Западниот Балкан, а и Македонија сме некаде на половина до постигнување на овие просеци. Конкретно за Македонија се наоѓа некаде околу 60% од Европската Унија, односно можеме да кажеме дека нашиот животен стандард, социјала, здравство и сите овие 8 области упросечени се некаде на
Еве да речеме 2/3 Нашиот од- просек е 60% од просекот на Европската Унија. Во просекот на Европската Унија влегуваат на најбогатите, но и најсиромашните. Така Значи не зборуваме за просек, не зборуваме за првата најблиска, најсиромашна земја, мислам дека Бугарија е во. Така е. Ние сме они се 40% од како беше од просекот на Европската Унија, не од просекот, извини, бројката беше дека они од најбогатата земја, мислам дека беше Германија, така е рачунат, е 40% од нивната близина, ето. Зошто се одлучивме да одиме со просекот, а не да земеме само земји кои што ни се нас блиски, затоа што едноставно целта не е да се споредуваме само со тие кои што ни се најблиску, целта е да одиме и чекор понапред. Затоа што кога имате повисока цел, претпоставуваме дека ќе имате и повисока и подобра, поповолна почетна позиција. И сега зборуваме за повисока цел, но сега дали ние воопшто имаме повисока цел во држава во моментов, освен да ова што ни се случува, еве гледаме локални избори се уште во тек, но професоре, добиваме впечаток, ја добивам впечаток, може грешам, дека Европската Унија е некаде спорадична, далечна тема во јавниот дискурс и се збори од време на време и едноставно како да не е веќе тоа важно. Да, точна е таа перцепција, имено за жал, се помалку се зборува за Европската Унија, можеме да идентификуваме повеќе причини зашто е таа така. Прво, мислам дека во последните години се создаде една состојба во која што македонските граѓани едноставно ја изгубија мотивацијата и тој ентузијазам за Европската Унија, зашто секако придонесува некои случувања од нашето блиско минато. И би рекол истовремено и недостатокот на мотивација на самата Европска Унија да продолжи со процесот на проширување. Затоа што ако го наблюдуваме развојот на Европската Унија, проширувањето кое што првиот круг на проширување започнува пред повеќе децении, секогаш проширувањето било една од политиките кое што добивало поддршка од државите членки на Европската Унија. И мислам дека тој процес кулминира некаде со проширувањето на државите од Централна и Источна Европа во 2004 односно 2007 година, после што влегуваме во една фаза на своевидна заситеност од нови членки во Европската Унија и оние што веќе се дел од Европската Унија не го споделуваат тој ентузијазам што го споделувале претходните држави членки во минатото. И сега кога на тоа ќе го додадеме и впечатокот дека во регионот едноставно постојат многу нерешени прашања кои што не дозволуваат да се, според мене, можеби тоа субјективно, да се зацврсти таа искрена желба за европеизација на регионот како една регионална внатрешна причина и недостатокот на мотивација во самата Европска Унија, во државите членки, во институциите, другите приоритети кои што постојат таму, доаѓаме до ситуација кога процесот на проширување е во еден статус кво. Често пати ние слушаме декларативни најави, поддршка и така натаму, меѓутоа суштински ние немаме некаков напредок. После влезот во Европската Унија на Хрватска, ние имаме држави кои што преговараат, Србија и Црна Гора, најново и Албанија, меѓутоа брзината со која што тие преговараат не е таа каква што била во минатото и се чини дека и самата Европска Унија го има проширувањето како една политика од второстепено зрачење или трето степен. Морам да ви поставам едно прашање пред да одиме на економијата, бидејќи ова според мене е многу круцијално прашање и мене сериозно ме заплашува, а тоа е дека во едно општество за да биде функционално мора да има кохезивни елементи. Значи ние знаеме мултиетничко општество, имаме значи македонци, албанци, турци, роми, срби, власи и мораме да имаме некоја заедничка нитка што не спојува и што не држи заедно, значи некое лепило. Долго време Европската Унија беше тоа лепило, главно лепило дека ние работиме што работиме во државава за да одиме кон Европската Унија каде што на сите ќе ни биде подобро. Во овој момент како да немаме такво лепило, Европската Унија веќе не го лепи општественото ткиво, плюс тоа ние имаме страшна поделеност во општеството, не зборувам само на етничка поделеност, тоа можеби е најмало, имаме внатрешна политичка, религиозна, секаква поделеност, значи на граѓаните и немаме некое лепило што јас не го гледам, може го имаме, но дали вие гледате некое лепило и колку е опасно кога ќе изгубиме ваков кохезивен елемент за едно општество и тоа дека може да се одрази политички, негативно политички во Македонија?
Во право сте, ако треба да бараме некој најмал заеднички содржател за она што не обединува сите без разлика на етничката, верска и возрастна ориентација во државата и припадност, Европската Унија е токму тоа, нешто за што се залага сите, или би требало да се залагаат и сега, и не само во Македонија на внатрешен план, јас би рекол и на еден регионален план. Тоа е единственото нешто кое што може да ги обедини сите држави и сите етнички групи, религиозни групи на Западниот Балкан, со што се создава една ситуација во која што доколку европската интеграција е приоритет, исчезнуваат или значително се намалуваат сите оние фактори кои што можат да придонесат за натамошна дестабилизација, непријателства и така натаму. Сега, доколку тоа недостасува, зашто, ќе повторам, јас одговорноста делуме ја гледам и кај самата Европска Унија, тогаш се отвараат сите можни алтернативи. И сега, дали регионот ќе се движи напред, и она што го држи заедно и регионот како повеќе држави и повеќе етнички заедници, внатрешно различните етнички заедници и во Македонија и во други држави од Западниот Балкан, или второто сценарио е доколку остане ова статус-кво, дали ослободуваме простор за некои други влијанија кои што можат да го пополнат оној простор што останува непополнет, затоа што Европската Унија не е расположена да го заземе драстично, односно доминантно тој простор кој што би требало да го има. Сега, дали од една страна проширувањето е приоритет на самата Европска Унија, меѓутоа прашањето треба да го префрлиме и тука, дали европеизацијата и европската интеграција е приоритет и на државите во регионот, на политичките партии во државите од регионот и колку ние искрено се залагаме и како општество, и како држави, и како регион за таа цел. Вие како го перцепирате се ово, но да се вратиме се малце на економијата. Рековте дека меревте врз 8 критериуми, колку сме блиску, колку сме далеку до просекот на Европската Унија. Ајде сега во кои сектори напредуваме, во кои назадуваме и кои се тие сектори што ги меревте, значи да ги дадеме плюс-минус врз основа на истражувањето. Пред тоа само да се надоврзам на што професорот го кажа, значи приоритетот за членство во Европската Унија или сврзното ткиво заедничкиот најмал заеднички именител математички ако го кажеме е Европската Унија, но мојата перцепција како економист е дека врзното ткиво на нашето општество треба да биде економијата и просперитетот на граѓаните во оваа земја. И ова е директно врзано со ова што ние го мериме. И сега, имајќи предвид дека Европската Унија исто така, како што кажа професорот, го има изгубено фокусот или приоритет на проширувањето, така и се создава притисок на нови земји членки или оние кои што сакаат да бидат земји членки, затоа што ако ги видиме бројките и анализираме минатото, ќе видиме дека поновите земји членки имаат најбрз раст или конвергенција, приближување кон просекот на Европската Унија по зачленувањето во Европската Унија. А ние сега сме ставени во ситуација да зборуваме за конвергенција, за приближување, интензивно приближување кон Европската Унија, без при тоа да ги имаме механизмите кои што земјите членки ги имаат по стапувањето на полноправно членство во Европската Унија. Што значи ова? Ова значи дека ако Македонија во изминатите 10 години добивала 0,8% од бруто домашниот производ како државна поддршка, директна поддршка од Европската Унија, кога ќе се споредиме со поновите земји членки и видиме што се случува во изминатите 10 години со нив, гледаме дека тие добивале отприлика 2,4% од бруто домашниот производ како директна поддршка, дали преку кохезивните фондови, дали преку други насочени програми, директно од Европската Унија. Што значи тоа? Ако ние сега добиваме 100-200 милиони годишно од Европската Унија, ако 2,5 пати го удвоиме тој придонес, ќе видиме дека сериозни средства може да влезат кои што може да придонесат сите овие процеси, сите овие области за кои што зборуваме, всушност да имаат многу побрз и поголем раст. Што кажуваат бројките? Бројките, како што кажав, кажуваат дека сме некаде околу 60% ако ги земеме во просек. Но, таму каде што добро перформираме, и сакам да почнам со позитивните приказни, затоа што мислам дека во нашиот јавен дискурс ни недостасува позитивна порака. Таму каде што добро перформираме се дигитализацијата и здравство.
здравството. И сега за првава точка, Добро, да, првата сум ја обработувал овде сериозно и мислам дека да, може би е точно, али за здравството, тука веќе ајде да видиме зошто нашето мислење за здравството е малце поразлично од вашето истражување. Така е. Мислам. Значи, вака, прво да кажам еден дисклеймер или една нота. Ако една година ни требаше за да стигнеме до првиво мерење, половина од тоа ни требаше да се договориме кои индикатори ќе ги внесеме. Но кога правите регионално истражување, треба да имате предвид дека податоците треба да ви бидат достапни за сите земји, за сите области. Особено во областа здравство, податоците од Косово недостасуваа. И автоматски ние не можевме да одиме кон користење на одредени индикатори кои што се можеби по-силни од овие кои што ние ги вклучивме, но сепак да зборуваме сега за сликата која што ја добивме. Ајде да почнем со дигитализација. Кај дигитализацијата, тоа што кај нас се промени е приватниот сектор. Приватниот сектор многу побрзо конвергираше, односно побрзо се приближи кон Европската Унија, пред се со додадената вредност која што ја создаваме во IT секторот. И тоа е еден од импулсите за зголемување на продуктивноста на нашето општество, затоа што таму немаме голем импут од аспект на производи, имаме услуги и имаме памет, односно умствена работа е тоа што го вложуваме. Единствениот индикатор кој што назадува, дури нема ни напредок во изминативе години, е дигитализацијата на услугите. Тоа е тоа што треба да посветиме многу поголемо внимание во следниот период. Зошто? Затоа што обично дигиталните, технолошките револуции секогаш почнувале од државите, а потоа следеле приватните компании. Кај нас треба да се случи обратното. Значи, приватниот сектор треба да даде поддршка за државниот сектор да може многу побрзо да се дигитализира. Добро, сега има мерки, гледаме дека преземаат актуелнава власт дека за услугите да ги доближи до граѓаните, се да стави на телефон, да имаме некој огромен број на услуги да ги добиваме на телефон, дури дигитална лична карта се најавува, сето тоа да биде достапно на телефон. Тоа е супер. Ќе зборуваме и подоцна за некои процеси кои што се директно врзани со економијата и со продуктивноста на трудот. Здравството. Зошто сме блиску до ЕУ? Една од главните причини е намалувањето на смртноста на доенчиња. Затоа што тоа е фактор кој што кажува многу за системот и колку системот се грижи за новите жители, односно оние кои што се раѓаат. Кај нас оваа бројка пред 10 години бевме лидери во светот за смртност на доенчиња. Успеавме со структурни реформи тоа да го намалиме. Тоа што е добро е бројот на кревети. Имаме болнички кревети доволно по глава на жител за да можеме да кажеме. Но проблемот за една година можеме да ја стигнеме, гледам да ја стигнеме Европската Унија ако направиме реформи по бројот на кревети, а инаку сме над просекот на Европската Унија во поглед на смртноста на доенчиња. Но тоа што не загрижува се два клучни фактори. Едниот фактор е намалениот број, односно дивергирање на бројот на доктори, кои што треба всушност да дадат услуги за тие болнички кревети кои што ги имаме. Вториот предизвик е распространетоста на тие кревети. Ние имаме концентрација на тие кревети во одредени центри, градови, а при тоа услугите кои што се даваат во тие центри не се доволни за да може да ги задоволат потребите. И секако тоа што е загрижувачки е намалувањето, односно дивергирањето во последниве 5 години во животниот век, односно очекуваното траење на животот. Ние не сме така лоши ако ја видиме статистички бројката, но ако се споредиме со, бидејќи таков е моделот кој што беше користен во ова истражување, со изминатите 5 години се споредуваме со изминатите 5 години во Европската Унија се споредиме, гледаме дека ние всушност имаме влошување на тој карактер. Да, сега зборуваме за добрите страни, но морам пред за лошите страни, морам да се вратам на професорот. Вие следите дебатата во јавноста околу Европската Унија, се добива впечаток, не знам дали сум во право, дека единствено институција или организација што ја одржува
дури и повеќе и од невладиниот сектор и се многу нешто не гледам дека обработуваат теми за евроинтеграција, е Стопанската комора, каде што во последно време имаат исклучително многу настани каде што се инволвирани Европската унија и Европската инвестициона банка. Јас во последниве неколку недели на неколку настани бев и многу се ангажирани во поглед на соработката во бизнис заедницата, и од друга страна гледам дека председателот на Стопанската комора многу често зборува за Европската унија. Можеби еден од ретките јавни личности кои што зборува за Европската унија. Дали бизнисот почнува да препознава дека мора да се издигне ова прашање малце повисоко, бидејќи јавноста како да е заморена од прашањето на приближување кон Европската унија? Да, тука можеби треба да споменеме на долготрајна дебата за тоа што е суштината на Европската унија, дали е економијата или пак безбедноста, политиката, правилата, правото и така натаму, и што постои сега за суштината на државата, дали е тоа економијата или ние правниците велиме правото. Меѓутоа во конкретниот случај мислам дека токму тоа економскиот сектор ја препознаа потребата за по-засилена поддршка на процесот на европска интеграција најпрво внатре, со што ние ќе создадеме можности и за бизнисот и најпосле граѓаните да ги почувствуваат тие економски придобивки од европската интеграција. И често пати кога се постава прашањето зошто ние треба да станеме членки на Европската унија, секако оние тука се тие вредности, усогласување стандарди и така натаму, меѓутоа најопиплива предност и најопиплива придобивка за граѓаните сега ќе бидат економските придобивки. Правени се повеќе анализи, например, она поддршка што разни бизниси ја добиваат од европските институции преку различните фондови, се смета дека, например, меѓу најсвесните европејци и најголемите поддржувачи на процесот на европска интеграција и постоењето на Европската унија во државите членки се земјоделците. Затоа што токму тие добиваат највидлива и најголема поддршка и едноставно е незамисливо земјоделскиот сектор, благодарение на заедничката земјоделска политика на Европската унија, онака како што е сега, како би изгледал доколку не постоеше Европската унија, не само во смисла на стандардите, туку и во смисла на економската придобивка за самите производители. Сега, стопанските комори, компаниите, секако можеби малку порано ги увидуваат придобивките од членството, евентуалното членство на Македонија во Европската унија, и токму затоа се заинтересирани, затоа што кога ќе се направи една анализа на економско поле, сите држави што станале членки на Европската унија, едноставно нема пример на држава која што не поминала низ процес на економски развој од како станала членка на Европската унија. Значи нема ниту една држава која што економски е полоша сега како членка на Европската унија отколку претходно, и сите оние параметри што постојат во повеќе истражувања велат дека ситуацијата е прилично чиста. Секој што влегол во Европската унија поминал низ процес на зголемување на странските инвестиции, зголемување на домашните инвестиции, зголемување на платите, на животниот стандард, стандардите во здравството, економијата, образованието, инфраструктурата, животната средина и така натаму, со што мислам дека доколку се најде во ситуација, сега сме далеко од таа ситуација, сега во една ситуација за анализирање на придобивките и загубите од евентуалното членство во Европската унија, ќе имаме прилично јасна слика и економскиот сектор, стопанските комори ќе бидат тие кои што ќе дадат најдобра анализа. Во истражувањето стои, ако можеме да користиме буџет, што ако колку ќе расте економијата, ќе зборуваме после паузата, но пред паузата ќе се вратиме на неуспесите, односно каде потврламе, но мораме едно прашање, ме чепнавте, дали е поважна економијата за Европската унија или правото или правните основи. Ајде да чистиме нешто, еве вака можност. Што ќе ни е право ако нема економија? Ја мислам дека правото е настанато за да регулира некои економски односи помеѓу луѓето, и така е настанато во суштина римското право. Кој како да биде меѓата, како да биде од оваа страна, патот дали имаш пристап или сето тоа. Не може никогаш правото да биде над економијата, односно над економските односи кај. Да, другата перцепција и другиот став е дека како би функционирала економијата доколку не постои правото и правилата
на однесување внатре, како ќе бидат регулирани тие економски односи доколку не постојат законите и правилата. Секако еден заеднички заклучок е дека и двете области се нужни за функционирањето на еден систем, на едно Не може општество. еден без друг, али основата, ајде да речеме што е постаро јајцето или кокошката, во овој според мене е постара економијата од правото. Мислам, Тоа е ставот на економистите, ние правниците мислиме поинаку и Философите ќе кажат се потекнува со така, социјата. јас сум социолог, да се разбереме, јас сум социолог, така што јас малку се гледам и од по општествена рамка, така што добро, ајде, ова ќе го оставиме за некоја друга дебата. Пред да одиме на паузата, Виктор, те молам да ми ги кажеш онаа каде што сме многу далеку од Европската унија, односно од просеците, па ќе се вратиме после паузата на другите теми. За да направам поврзување со ова што професорот го кажа, зошто бизнис заедницата е заинтересирана, затоа што клучните области каде што ние назадуваме или пак имаме лоши резултати се области кои што де факто директно или индиректно влијаат на тоа што и како ќе се произведе во нашата економија. А тоа се образованието, животната средина и инфраструктурата. Зошто образованието е клучно? Ако ние немаме кадар кој што ќе биде соодветен за да може да создаде некаков аутпут со поголема додадена вредност, ние нема да имаме добар резултат. Сега, зошто назадуваме во образованието? Една од клучните причини е затоа што сме земја која што во континуитет, не зборуваме последните 5, 10, 20 години, од кога го имаме поставен образовниот систем, недоволно финансираме. А тоа што финансираме, го финансираме пред се за плати на наставници. Платите на наставниците секогаш ќе бидат доминантна ставка, ама не може да бидат 92, 98. Тоа го зборевме во минатиот подкаст која ме гостуваше, дека имаме од оние што се буџетските трансфери што се даваат на општините за во образованието се 92 до 93%. Да, и тоа не се променило, се надеваме дека со однесењето на новите формули за финансирање, тоа ќе почнеме барем да помрднеме од мртва точка. Но тоа што е важно во образованието, ние имаме неуспех во конвертирање на образованието во образовни резултати, односно резултати од учење. Нашите ученици не постигнуваат доволни или добри резултати за да можеме да кажеме дека образованието им овозможило тие да имаат соодветно знаење кое што потоа може да го применат. И затоа клучно е не само да се фокусираме на финансирањето во образованието, туку да се фокусираме и на образовни програми кои што ќе дадат студенти, ученици, средношколци кои што ќе можат соодветно да одговорат на новите трендови на пазарот на труд. Ја гледам табелава во образование сериозно се оддалечуваме од сите елементи. Значи имаме некаде и 100 години ќе ни требаат, но генерално се оддалечуваме. Помени само мала сега, регресија напред. За да имаме општество кое што ќе биде свесно за сите овие општествени прилики, ние треба да имаме и здраво општество. Една од главните причини за нездравото наше општество, збориме о здравствен аспект, е и животната средина. Ние, кога се споредуваме со Европската унија, имаме поголема смртност од загадување. Нешто на кое што сериозно треба да работиме. Сега, причините за тоа ги гледам и во другите индикатори, кои што се директно поврзани и со приватниот сектор. А тоа е, како земја, трошиме многу повеќе ресурси и јаглерод за да создадеме output, односно да создадеме краен производ. Тоа значи дека или не ефикасно ја користиме енергијата, или имаме процеси кои што треба да се оптимизираат за да можеме да имаме енергетски инпут многу помал за да го произведеме Според тоа. истражувањата, и тука сме го збореле со поранешната гувернерка Бежовска, дека ние за разлика од Европска унија ни треба 3 пати повеќе енергија да произведеме еден производ. Значи оваа чаша ако се произведе во Македонија се користа 3 пати повеќе енергија од Европската унија. Односно во Европската унија со иста енергија 3 чаши ќе се произведат. Сега за да го Тоа е математиката, тоа е врз истражување на Народната банка со знание. За да го врземе ова со инфраструктурата, треба да бидеме свесни дека инфраструктурата повеќе не се само патишта и автопати. Инфраструктурата во Европската унија пред се сега со дигитализацијата, со интензивирањето на продуктивноста заради дигитализацијата е и енергетиката. Ние, да не отвораме сега многу големи теми за кои што можеби треба посебни подкасти. Да, ќе биде и тоа тема, да сега имаме некој саем на енергетика, имаме конференција сега, исто се во моментов се одржува. Ние немаме алтернатива. Голема алтернатива за струја произведена од јаглен.
ние доминантно се уште произведуваме струја од јаглен. Тоа што е позитивно во овој извештај е дека ако има еден индикатор во енергетиката каде што брзо растеме, тоа е обновливите извори на енергија. За да можам да го сумирам ова. За да имаме добар аутпут, за да може да се надпреваруваме од кога би влегле на тој заеднички пазар во Европската унија, ние треба да имаме здраво и способно подготвено население, работна сила, но истовремено условите во кои што тие треба да работат, брзината со која што тој производ ќе стигне од фабрика до крајниот потрошувач ќе бидат оптимизирани, односно многу побрзо, а енергијата која што ќе ја користиме да биде позелена. Ние и да користиме струја, и да кажеме дека сме позелени, еве не користиме фосилни горива, ние таа струја ја добиваме од погон кој што работи на јаглен. Така е. Тоа е голем проблем, но тука ќе направиме првата пауза за нашите пријатели што го возможуваат овој подкаст да се реализира. Значи останете со нас, после паузата се враќаме да продолжиме со муабетот, бидејќи мислам дека е интересен, има интересни податоци и интересно согледување на реалноста околу нашиот пат кон Европската унија, кој што се помалку се зборува во јавноста. Останете, се враќаме после паузата. Ме сака? Не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака. Совршениот вкус си сака. Брилијант, твојот прв избор. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во сладок луп и ке сакаш уште. Витаминка. Да, зборуваме за едно истражување на Сдруженијето за анализи ЗМАј. Во овој подкаст ми гостува Виктор Митевски, кој што е ЗМАј, но и универзитетскиот професор Васко Наумовски, кој што беше поранешен вице-премиер за евроинтеграција, амбасадор во Соединетите Американски држави и е експерт за евроинтегративните процеси. Сакаме да ви доловиме една голема слика до каде сме со евроинтеграциите и зошто треба да одиме кон интегрирање во оваа унија и исто така што сме направиле до сега и каде можеме да се подобриме. Се надевам дека ви беше првата третина од подкастот интересна, но продолжуваме со нешто што го начнавме во првиот дел и го оставив сега за понатаму, а тоа е има 5 сценарија во истражувањето. Тоа значи дека колку брзо ќе се доближуваме кон Европската унија ако ги примениме тие 5 сценарија, што вашето истражување утврди околу тие 5 сценарија, пример да кажеме кои се критериумите во сценаријата и што покажуваат тие сценарија. Така, значи првото сценарио секогаш е статус кво, односно ништо да не се случи од аспект на Европска унија, да продолжиме да се развиваме или да напредуваме со досегашниот тренд. Статус кво значи. Статус кво. Второто сценарио е полноправно членство. Значи ако веднаш влеземе и се интегрираме во Европската унија, третото сценарио е пристап до фондови без интеграција, нешто што веќе се најавува на голема врата и што е за поздравување, но никако не сме да биде алтернатива за членство. Четвртото сценарио е петото сценарио е да имаме институционални реформи што и во моментов се случува. А четвртото сценарио беше со заеднички пазар. Заеднички пазар, односно да имаме што е можно поголема регионална интеграција, нешто што се заговара во последните неколку години. Сега, ова го применуваме на сите 8 области, секој од овие сценарија и гледаме што ќе се случи доколку било кој од овие сценарија се примени на најважниот или тој кој што најлесно можеме да го мериме индикатор во секој од овие 8 области. И сега, де факто нашата хипотеза од каде што тргнавме беше дека полноправното членство ќе
даде многу поголем резултат, односно ќе го скрати времето на конвергенција кај скоро сите. Резултатите покажуваат дека да, особено во економските, социјалните, инфраструктурните, тоа ќе придонесе за голем дел од поместувањата, па дури двојно, тројно намалување на конвергенцијата, на периодот за конвергенција. Тоа значи дека ние од, не знам, ако ни треба 50 на 60 години за да достигнеме просек за доход по глава на жител, или над 100 години ако ни требаат сега во моментов, тоа ќе се преполови и ќе дојде некаде на 40-тина. Сега, треба да бидеме исто така, тоа е за доходот, но треба да бидеме исто така фер и да кажеме дека ние не можеме да имаме очекување дека дури со членството во Европската унија некогаш ќе го достигнеме просекот на Европската унија. Затоа што не можеме да се споредуваме со земји како скандинавските, како Германија. Тие едноставно се многу пред нас. Доволно е да постигнеме европски просек на, да речеме, на ниво на 80%, за да можеме да имаме поубав живот. Тоа што ќе се помести со членството, па и со пристапот до фондови без да имаме полноправно членство, се секако доходот, социјалата, но областите каде што скоро па и никаква разлика нема, се овие каде што ние назадуваме. Тоа знаете што кажува? Тоа кажува дека ние треба да направиме системски работи, домашната задача да си ја завршиме, затоа што и апсорпцијата на тие фондови зависи од капацитетот на системот. Така, ние за капацитетот со професорот сега ќе зборуваме и дали ние можеме во оваа сценарио, на пример, пристап до европскиот буџет, бидејќи само ќе ги прочитам 5 сценарија кои што се со години, за да имаат појасна слика сите што не следат. На пример, ако е статус кво, ќе ни треба до просекот на Европската унија 725 години. Тоа е за доходот. За доходот, тебе. На пример, ако имаме полноправно членство е 60 години, ако имаме до буџетот пристап, да не сме дел е 99 години, ако имаме заеднички маркет, пазар е 175 години, а ако институционални реформи само спроведеме 282 години. Тоа се значи прилично години, ама ова со статус кво дека 725 години ќе ни треба, баш е добра цифра, мислам. Милениум уште малце ќе испадне. Професоре, гледаме, се поставуваат прашањата, се решението, на што ми е многу централно мене во овој подкаст, што сакам да го, веројатно заради годините што ги имам, веќе се ближам до пензионирање, па сакам да решенија да имам, а не каква е состојбата само. Дали е возможно да ни дозволи Европската унија да имаме пристап до нивните пари без да сме членка на оваа унија? Добро, ние веќе имаме некој пристап, како и сите други држави кандидати, во еден ограничен обем, и секако дека во текот на оние формални преговори би добиле повеќе фондови и конечно како држава членка таа сума се зголемува. Сега алтернативите што се разработуваат се однесуваат не само на пристапноста до фондовите, туку и до начинот на кој што ќе се асоцираат сите овие држави, а тоа да не е полноправното членство. Секако ние имаме крајна цел да бидеме полноправни членки, меѓутоа и самата Европска унија соочена со овие дилеми внатрешни, со користењето на правото на вето од некои држави членки, што го оневозможува тоа нормално досегашно пристапување и истекнување на полноправното членство, се обидува да понуди некакви алтернативи. И сега тука и во текот на изминатите 10 на 15 години имало повеќе иницијативи. Тука беше она иницијатива за така наречена европска политичка заедница, каде што се асоцирани и други држави од соседството. И сега овој модел можен на пристап до фондовите, или пак дури има еден модел членство во Европската унија, односно форма на членство кое што ќе претпоставува користење на фондовите, учество во некој од политиките, меѓутоа да не треба да гласат. Без право на глас во институциите. Последнава недела 10 дена веќе е нешто актуелно во јавноста, во нашата јавност, тоа е веројатно во европската далеко повеќе. И сега од една страна тие иницијативи се запозоруваат затоа што се обидуваат да направат некаков пробив на полето на проширувањето, но од друга страна тоа не, како што каже Виктор, не треба да биде замена за крајната цел за полноправното членство. И сега пристапот до фондовите
И во оваа фаза, и во фазата на преговорите, има за цел токму да ги приспособи овие држави по-лесно да се вклучат и во заедничкиот европски пазар и да учествуваат во сите оние други политики. Значи, поддршката што ја добиваме е за да, кога ќе станеме држава членка на Европската унија, подобро се вклопиме во целиот тој систем и политички и економски, затоа што има некои претпоставки дека доколку ние неподготвени влеземе во заедничкиот европски пазар, тоа дополнително негативно ќе се одрази на нашата економија. Дали е можно или не, ќе зависи од политичката волја на државите членки на Европската унија, затоа што секоја форма на пристапување или придружување, а различно од полноправното членство, го има истиот начин на носење на одлука, како и полноправното членство. Значи, сите треба да се согласат за тоа и треба да се согласат меѓу другото затоа што и фондовите што би биле достапни за нас произлегуваат токму од даночните обврзници на тие држави членки. Сега, дали сме ние пак како држава и како регион, ако сакате, подготвени да го прифатиме тоа, ние понекогаш сме во некоја апсурдна ситуација кога најголеми противници на овие алтернативни форми се и противниците на европската интеграција. Значи, оние што воопшто не се залагат за европска интеграција, се противат и на овие поблаги, по-релаксирани форми на асоцирање кон Европската унија. Ќе видиме дали таа иницијатива ќе земе еден залет внатре во дискусиите во европските институции. Меѓутоа, она што е за поздравување е дека некако се дискутира. Значи, има политичка волја, доволно критична маса според мене внатре во институциите и кај еден дел од државите членки, кои што се и предлагачи на овие иницијативи, да се направи некаков пробив на полето на проширувањето, затоа што статус квото штети не само на регионот, туку и според мене и на глобалните интереси на самата Европска унија, затоа што кога видиме овој контекст сега на војната Русија, Украина, нестабилноста на Блискиот Исток, па дури ако сакате и некои внатрешни прашања во општествата во државите членки на Европската унија, Европската унија има потреба за една зајакната улога на глобалната сцена, која што може да биде поддржана токму од проширувањето. И во тој контекст мислам дека треба да оставиме малку време да созреат сите овие иницијативи, дали воопшто ќе фатат корен народски кажано, или пак ќе треба да се вратиме на оние традиционални форми, проширувањето, зашто, за жал, во овој момент немаме доволно расположение. Да, доволно и ние сме блокирани, ќе се вратиме малце на таа блокада што имаме и како да се бајпасира и дали е возможно воопшто да се бајпасира, дали можеме да играме на картата на Вашингтон или па да помогнат за бајпасирање, иако тука имаме една теза дека сепак тој што нас не блокира е поголем и е поважен во очите на Вашингтон од ние кои што сме помали и понезначени во геополитиката зборуваме сега, но тоа ќе го оставиме малце подоцна. Ќе се вратиме сега на економијата. Мене ми интересира она што е многу актуелно во македонската јавност. Во овој момент се пензиите, се најавуваат реформи, мора да се реформираат и според вашето истражување пензиите се 18% од просекот во Европската унија. Значи повторно збереме во просекот 18%, што е малце поразителен податок, малце да го прокоментираме тоа и исто така сакам да прокоментираме уште неколку други елементи во економскиот дел, а тоа е минималната и просечната плата, и продуктивноста на трудот, бидејќи имате интересни согледувања и треба малце да ги мечираме тие податоци за да можеме да добиеме сликата, бидејќи тоа исто така многу присутно во изминатава година во јавноста. Ајде првин за пензиите, 18%, многу далеку од просекот. Сите овие работи се поврзани меѓусебно. Да, далеку од просекот и тука сме свесни дека е така. Мислам дека во јавноста и како се зборува за тоа дека постојното ниво на пензии не дава можност за соодветен живот, односно покривање на трошоците за живење, затоа што нашите пензии не растат доволно брзо, колку што растат трошоците за живот. Сега, но истовремено треба да бидеме свесни дека ние имаме системски проблем со пензиите и дека не можеме да кажеме адхок зголемување на пензија тоа кое што ќе ни даде решение, затоа што на крајот на денот повторно некој ќе треба да ја плати сметката за таквото зголемување. Дали треба да се зголемуваат пензиите? Да. Дали треба да растат платите, просечната, минималната? Да. Дали треба да расте продуктивноста? Да. И
сега кога ќе кажеме како е ова поврзано, еден од начините е дека ако ние имаме по-споро зголемување на платите, ќе имаме и мали приноси, односно приходи во фондот кој што треба да исплаќа пензии. Ако имаме поголема дупка во фондот, ние повторно ќе треба да дотираме од централниот буџет за да ја пополниме таа дупка. Значи, ако сакаме да растат пензиите, за да имаме реални економски основи да овозможиме растење на пензиите, тогаш треба да направиме и нешто друго, односно да го поттикнеме зголемувањето на платите. Сега, историски гледано во последниве 10 години, ние имаме голем скок на платите, и ако се споредиме со ниво на плати од пред, 2014-15, ќе видиме дека на вистина сме направиле нешто како општество, дали е тоа врз основа на државна интервенција со поставување на минималната плата или понатаму системското прилагодување на минималната со просечната, можеме да дебатираме и да зборуваме. Тоа што го кажува ова истражување е дека ние во моментов сме врз основа на просечната плата на 1/3 од европскиот просек, односно 33%, а од аспект на продуктивност сме на 50%. И сега, ако ги гледаме само овие два фактори, можеме да кажеме дека ние имаме поголема продуктивност од тоа што сме платени, кај нас треба по дефолт да растат платите. Дали има простор за растење на платите? Да. Дали треба да растат платите? Да. Дали треба на сметка на продуктивноста да растат платите? Јас би рекол не. Продуктивноста и тоа што го даваме како аутпут не зависи само од платите. Има и други економски параметри кои што го движат тоа. Но, истовремено, една од работите за која што многу се зборува, секоја влада која ќе дојде зборува дека ќе се бори против сивата економија, е нешто каде што ние потврламе. Ние сме сведоци дека има истражувања кои што кажуваат дека дека имаме процент на работодавци кои се уште исплаќаат плати кои што не се во системот евидентирани. Ако ние не најдеме механизми како тие пари официјално да ги внесеме во системот и за да имаме релевантни статистики колку е вистинската просечна плата во системот, ние ќе имаме бројки кои што ќе ни даваат искривена слика. Сега, за да зборуваме за решенијата. Ние пред 5-6 години имавме една иницијатива каде што Министерството за финансии и Народната банка заедно работеа на стратегијата за истиснување на кешот. Така, докаде сме со таа стратегија? Да не кажам која политичка партија се побуни и сега го анулира тоа. Требаше максимум да биде до 500 евро во кеш да може така, и да се истиснува се помалце. И не, тоа го анулира затоа што имаше политичка партија. Ајде да не да не зборуваме сега. Не, јас ќе кажам, подкаста и го следа проблематиката, дуи се побуни, зошто да нема кеш во системот и си остана старото законско решение, односно да можеш у кеш што сакаш да правиш, мислам. Како што сакаш да. Значи, тоа е првиот фактор кој што може да ги смени овие состојби, а вториот фактор е час поскоро проектот е-фактура да профункционира. Зошто? Затоа што конечно ќе можеме во системот системски со податоци да ги ловиме оние кои што сакаат да или увезуваат нелегално, или да создаваат некаква вредност, без при тоа да соодветно ги известуваат инпутите во тој процес. Морам да се вратам на просечната плата и на аутпутот по работник. Сериозно овде има 20% поени е разликата. 33% е просечната плата наспроти 53% аутпутот по вработен. Дефинитивно, вака гледано податоците има простор за зголемување на платите. Значи, у суштина, овде има некој прави екстра профитче, што се вика, и си го става во джепот, и она на синдикатот тврдењето дека да се богатат собствениците на работа, на сметка на работниците, овде држи веќе вода. Држи вода? Пак ќе кажам, држи вода, не можеме да кажеме дека ова се единствените два фактори кои што влијаат меѓусебно. Држи вода, постои и други истражувања покажуваат дека профитите кои што ги остваруваат компаниите даваат простор за дополнително зголемување на платата, но не смееме да застанеме во конвергирањето од аспект на продуктивност. Единствен начин да го направиме тоа
покажуваат и бројките, е преку технологија и дигитализација. Значи, колку помалку сме трудоинтензивни, толку сме подоходовни како економија, што значи дека и индустриската политика која што треба да ја градиме, на која што треба по моje исто така мислење да се фокусираме, е тоа да направиме промена на нашиот економски аутпут од трудоинтензивни кон аутпут кој што зависи од знаење, односно има човечки додадена вредност. Со нашто нонстоп го зборуваме, а пред да го завршиме ова е втора третина од подкастот. Професоре, зборувавме ние за позициите во моментов што се случуваат, алтернативи дека се бараат некако да се заживее евроинтеграцијата во регионот. Препознавате ли дека регионот, пред да одиме малце и на внатрешна политика во третиот дел, дека регионот Западен Балкан, ние што станавме во суштина што сме слепо црево во моментов, имаат заедничка цел кон евроинтеграциите и сакаат да соработуваат, или веќе имаме подвојување бидејќи се смета дека има две звезди водилки во процесов овде кои што доминираат во моментов и дека тоа ќе бидат последните земји што ќе влезат во Европската унија, ние ќе останеме дефинитивно слепо црево или во тунелот оставени, а тоа се Албанија и Црна Гора кои што гледаме дека се приближуваат најсериозно кон Европската унија, најдобри резултати и во според моите информации, на пример еве во големи земји на западот, на пример во Франција, само Албанија се перцепира како некоја држава што нешто прави во регионот, додека за останатите за Србија, за нас, за Косово, да не зборуваме, или за Босна и Херцеговина, како некоја слепо црево. А тоа може да се види и дека, например, голем дел од европејците почнуваат да купуваат сериозно имот во Албанија, нешто што се случуваше пред влезот на Бугарија во Европската унија. Тој процес може да се забележи во овој момент во Албанија. Да. Па тука повторно треба да се навратиме на оној проблем дали имам политичка волја, и под политичка волја не подразбирам само политичка волја на владеачката структура, туку општо на најголемиот дел политичките партии, секогаш ќе има некои што се против, и општествена волја за европска интеграција. Познати се случаи кога некои држави оделе понапред во текот на пристапувањето, некои побавно. Еден, можеби специфичен случај е Словачка, која што прилично подоцна ги започнува преговорите заради некои внатрешни политички состојби, но успева да се приклучи на онаа група од 10 држави членки кои што стануваат полноправни членки во 2004 година со само една драстична политичка промена, што за Словачка беше еден голем чекор, или пак Хрватска, например, која што беше соочена, меѓу другото и со едно билатерално прашање, слично како нас, меѓутоа и со една внатрешна состојба, и откако успеа да ја надмине истата, значително се забрза пристапувањето. Што значи дека можно е, иако во моментов изгледа песимистички, со доволно силни и суштински реформи да се забрза тој пат, под предпоставка дека останатите услови ќе бидат поволни, односно нема да имаме некакви нерешени билатерални прашања, или пак самата Европска унија нема да биде неспремна за нови држави членки. Албанија, ако направиме една анализа во изминатите 7-8 години, Албанија беше далеку зад нас. Ние бевме во една ситуација кога заради недоволно брзиот напредок на Албанија, Македонија на некој начин требаше да ја почека Албанија, за да одиме како ние бевме во пакет со неизе, ние кај што послабиот дел од пакетот беше Албанија. Па после дојдовме на ситуација, имаше тука нели едно условно речено француско вето, потреба одменување на методологијата, и дојдовме во ситуација кога Албанија требаше да ја почека Македонија и Албанија веќе не ја чека Македонија. Што значи дека од држава која што пред повеќе години беше, слободно ќе кажеме, лидер на европската интеграција на Западниот Балкан, ние во некои области дури бевме и пред Хрватска, и да не зборувам за Србија и Црна Гора. Црна Гора не беше ниту држава кога ние го започнавме патот на кон полноправното членство, кандидатскиот статус и така натаму. Сега сме во една ситуација кога имаме изгубено премногу години, предолг период и предолго трае ова, што ја намалува и мотивацијата секако. Меѓутоа, прашањето е дали имаме ние некаква друга алтернатива за држава каква што сме ние, со таа бројност, таа територија, пристап, излез, неизлез на море, нашите параметри во економијата и можностите за интеграција со пазарите. Сега, дали Македонија, лесно ја знаете,
често пати слушаме ние споредби, Исланд е држава која што не е членка на Европската унија, побаво се живее, да, но Исланд е обкружен со риби. Значи ние сме обкружени со други Со други состојби риби. овде, да. Може со ајфоли, китови, ама нема и пирани. Да, и прашањето е дали ние можеме да издржиме. Може да не се допаѓа концептот или не, но мислам дека единствената можност која што нам ни стои на располагање е ние да се обидеме да ги направиме тие реформи и да фатиме приклучок. Нормално, пристапувањето денес не е исто како што било пред 15, 20 или 25 години, но тоа е според мене единствениот пат. Ќе направиме втората пауза, ми отворивте едно многу голема дилема што јас ја водам и во приватниот живот и професионалниот живот, каде ја изгубивме таа предност, бидејќи на крајот од 90-тите и почетокот на 2000-та година на овој век, ние бевме лидери сериозно во реформски процеси, наши луѓе ги вика по Источна Европа, па и на Балканот, да држат предавања како да се фати патот кон Европската унија. Сега ние каскаме позади сето тоа, а и прашање е дали имаме воопшто капацитет во системот, но тоа може ли само една реченица? Значи, само една реченица. Јас мислам дека се работи за перцепција. Ние кога зборуваме за Европска унија, зборуваме само за уставните измени, а забораваме дека ние како земја 20 години работиме на структурни и институционални реформи и никој тоа не го зборува. Јас ви гарантирам, бидејќи го следам и планот за раст. Реформите кои што се во Македонија се многу посуштински и многу понапредни од голем број од реформите кои што ги гледаме кај нашите соседи, кои што веќе прековараат. Да, ќе зборуваме за капацитетот и за се ова убава тема ми отвораш, Виктор, но време е за втората пауза и за нашите пријатели. Останете со нас, се враќаме после паузата. Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Совршениот вкус си сака. Брилијант. Твојот прв избор. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во Сладок клуб и ке сакаш уште. Витаминка. Продолжуваме со подкастот. Тема ни е едно истражување на тоа колку сме блиску до просекот на Европската унија во економските параметри. Зборувавме дека во некои сектори се оддалечуваме, во некои сме добри, но дека и во тие сектори кои што сме добри се оддалечуваме во некои делови, но зборуваме и секако и за политичката односи во Европската унија и нашите политички односи, колку Европската унија се уште е кохезивен елемент во нашето општество и колку ние реално сакаме да пристапиме кон оваа унија. Значи да подсетам, гости се Виктор Митевски од Сдруженијето Змај и професорот Васко Наумовски, кој што е поранешен амбасадор во Соединетите Американски држави и вице премиер за евроинтеграции. Сега малце ќе напуштиме чистата економија, ќе влиземе во малце почиста политика, иако ја не сакам многу политика овде, али е составен дел од животот. Зборувавме дека треба да е Европската унија кохезивен елемент и во државава, но и во регионот, но реално ако погледнеме, ништо не можеме да направиме без разлика какви реформи правиме, колку сме добри, колку се трудиме, иако верувам, лично сметам дека не се трудиме доволно, се додека имаме блокада, например, од Бугарија кон нас, ние не можеме ништо реално да се надеваме кон пристапување кон Европската унија. Има ли шанса реално да се надмине овој проблем со Бугарија, а да не биде преку уставните измени? Зависно од која гледна точка ја анализирате состојбата, сега од гледна точка наша, на, да речеме, владата и политичките партии, секако дека би било идеално ние да продолжиме без да го затвориме овој процес. Од гледна точка на соседна Бугарија, не може да се продолжи без да се затвори ова прашање, односно да се направат тие посакувани од нивна страна уставни измени. Сега мислам дека тука
Има еден недостаток во однос на визијата и перспективата до каде гледаат политичарите. Најчесто политичарите за жал гледаат до следните избори. Бугарија влезе во еден циклус на 7 или 8 изборни циклуси. Не можеше да формира власт. Да, и повторно мислам дека има некакви раздвижувања таму, што ќе значат повторни предвидени. Да, они се климави цело време, тесна е мнозинството, значи тоа е кај нив многу нестабилно. И за жал, ова прашање со Македонија секогаш се отвара и се интензивира дискусиите, дебатите таму и докажувањата кој е потврд во однос на ова прашање од политичките партии таму кога ќе има избори. И сега вистинското прашање што треба бугарските политичари и општество да го постават, има определени елементи таму кои што се умерени, конструктивни и ја гледаат така наречената голема слика. Прашањето е дали за 5, 10 или 20 години доколку продолжи да постои ова прашање, бугарското општество ќе биде поразвиено, економијата ќе биде поразвиена и нивните национални интереси ќе бидат позаштитени доколку Македонија не е членка на Европската унија, или дали вистинскиот интерес на соседна Бугарија е на својата западна граница да има една држава која што покрај членството во НАТО е членка и на Европската унија. Дали нашето членство во Европската унија ќе помогне на бугарската економија и на бугарското општество или ќе и одмогне. Но за жал сметам дека елементите во бугарското општество и некои од политичките партии кои што ја гледаат оваа голема слика не се доминантни, се во едно малцинство и она што нам ни недостига според мене е интензивирање на комуникацијата надвор од политичката и дипломатската комуникација. Секако има недостаток и во таа дипломатска комуникација, меѓутоа создавањето на атмосферата за подобрување на односите го прават и другите општествени елементи. Значи ние недоволно се уште според мене се познаваме меѓу себе како општества, немаме доволна комуникација и кога имате недоволна комуникација имате еден страф од непознатото секогаш. И ако нема доволна комуникација, тешко може да дојдеме до создавање на атмосфера што значи можност за напредок, иако според мене и самата суштина на европската интеграција е зголемување на заедничката трговија, економска соработка, политичка соработка и безбедносна соработка. Значи, обединувањето на Европа конечно со државите од Западниот Балкан е во корист и на незините држави членки, вклучително и на Бугарија. Може ли да ја заобиколиме Бугарија на некаков начин и да се, ајде на некоја мала вратичка да се приклучиме, да ги отвориме тие фамозни преговори што ги отваравме 100 пати до сега, кажувавме дека еве почна, у суштина не почна, имаме до пола 50% се почнати, бидејќи треба вториот дел од седницата меѓувладина како доаѓа да се овие. Има ли постои некоја можност онака што се вика со шибицарење да се впротнеме? Со овој начин на одлучување нема таква можност. Има определени иницијативи во контекст на претходните иницијативи за менување, има иницијативи за менување на начинот на одлучување во политиката на проширувањето, односно наместо сега потребниот консензус и согласно со сите држави членки да постои некакво квалификувано мнозинство, како што постои за други политики, за чекорите кои што се потребни до полноправното членство, до одлуката, а самата одлука да биде повторно донесена со консензус, значи да не се блокираат државите кандидати во процесот на пристапување, а доколку има некакво прашање што не е разрешено, тоа да се разреши пред конечното пристапување и тоа е во насока на она што ние и долги години сме го зборувале, уште и спорот кога го имавме со Грција, дека атмосферата за подобрување на билатералните односи е секогаш подобра кога државата има известност во незиното пристапување кон Европската унија или фигуративно доколку вие сте во еден тунел и доколку се гледа светлото на крајот од тунелот, многу ќе бидете помотивирани да го изодите тунелот. Но доколку немате известност, немате јасна перспектива, мотивацијата е помала и поддршката кај населението, што секогаш е клучен елемент кај политичарите, ќе биде помала. Сега абсурдот е во тоа што за да се донесе таа одлука
одлучувањето за проширувањето да не се носи со консензус е потребен консензус. Консензус, така. Значи државите членки треба на некој начин доброволно да се откажат Од својата моќ. од својата моќ да го потребат правото на вето. Сега, извини Виктор, сакам и за економија да зборам, но ова ми е многу битно елемент што ме интересира, политички елемент, па ќе се задржам со професорот уште едно-две прашања. Постои ли можност да се бајпасира се во ова и да се омекне самата Европска унија да почне да врши притисок врз Бугарија, својата членка, ако се фати, например, Вашингтонскиот пат? Например, гледаме дека Европската унија, политиката на Европската многу омекна, ајде да не кажам веќе до степен на сервилност кон американската политика. Трамп се издигна, администрацијата американската се издигна сериозно над волјата на Европската унија, над волјата на големите сили во Европската унија. Дали постои можност, вие бевте амбасадор во Соединетите американски држави, да играме на картата да го придобиеме Вашингтон да изврши притисок врз самата големите играчи во Европската унија и некако да и речат на Бугарија, оладете, пуштете го патот, попуштете малце за да се придвижи Македонија кон Европската унија. Постои ли такво некое реално сценарио или ова се што се вика соништа на нашите политичари? Теоретски можеме да разгледуваме повеќе сценарија, секако. Едното ниво е, како што кажавте, Вашингтон да изврши влијание врз Европската унија, затоа што проширувањето на унијата, стабилизацијата е една од традиционалните цели на американската надворешна политика, создавање на Европа, според нивната речник, која што ги биде цела, слободна и просперитетна, е дел од целите на нивната надворешна политика и тие би сакале тие да се остварат. Сега прашање дали американската надворешна политика е фокусирана на регионот, онака како што била во 90-тите години или за време на мандатите на некои од минатите американски председатели, или пак сега фокусот се некои други прашања и дека и дали доколку се работи за фокус кон Европа, токму Западниот Балкан и Македонија ќе бидат во фокусот. Сега вториот елемент, дали во тој контекст хипотетички дури да постигнеме некаква ситуација во која што Вашингтон ќе влие врз големите европски играчи да го поддржат или да го забрзаат проширувањето, ќе имаме една поповолна позиција во однос на конкретниот случај соседна Бугарија. Има една случка, без да споменуваме име, која разговараат еден бугарски функционер и еден македонски функционер токму на оваа тема и бугарскиот функционер прашува: а вие колку F-16 авиони купивте? Сега може би звучи поедноставено, но односите кои што го имаат другите држави на Балканот, вклучително и нашите соседни држави со Соединетите американски држави, имаат едно друго ниво. Тука треба да го отвориме прашањето и колку ние сме фокусирани, колку нашата дипломатија вложува во билатералните односи со Соединетите американски држави, на политичко ниво, на економско ниво, на нивото на јавна дипломатија, колку искористена, например, нашата македонска диаспора таму, колку сме ние подготвени да се вклучиме во тој процес на подобрена билатерална соработка, која што ќе се доближи до соработката која што имаат некои од нашите соседни. Ако смеам само да се надоврзам. Да, повели. Значи, ова се многу важни теми и секако се влијаат многу на процесите. Но кога зборуваме за перцепцијата на Европската унија во општеството, а не од страна на политичарите и како тие ја применуваат, мислам дека треба да дадеме една јасна порака кон целосното општество, дека треба да почнеме да избегаме, да бегаме од размислувањето, ајде да најдеме полесен, поедноставен начин за да ја завршиме домашната работа. Овие работи геополитички ќе се случуваат независно од нас. Наша обврска е како систем да бидеме дел, да најдеме начин како да бидеме дел од сите тие случувања. Но тоа што граѓаните ги интересира е како ние навистина ќе го донесеме системот за овие бројки за кои што кажуваме колку сме далеку, блиску, процент, не процент, или се оддалечуваме, како тој систем ќе одговори на тие работи. Еве да дадеме хипотетичка позиција и да почнеме преговори и да добиеме полноправно членство затоа што некој тоа нам ни го дал. Ние ќе имаме подобар систем? Не. Системот ќе ни остане нереформиран, системот ќе ни остане неподобрен за граѓаните да добиваат подобри услуги. Независно од геополитиката и независно од надворешната политика која што треба да ја водиме и те како
внимателно. Ние не смееме да застанеме на патот на реформи внатре, затоа што Дали реформите не ги застануваме правиме. на патот на реформите? Јас мислам дека системот како систем не застанува, затоа што, како што кажав, ние 25 години глумиме преговори. Ние имаме една програма која што многу малце од луѓето ја знаат, ја знае административниот сектор, НПА, усогласување на нашето законодавство со европското. Тоа трае, тоа се преговори. Тоа на некој начин е колку и докаде е нашето законодавство усогласено со европското. И ја спомна пред малце, извини што те прекинувам, дека ние под житото, што би се рекло народски, ние имаме реформи спроведено кои што сме во однос на регионот, на Западен Балкан, далеку понапред споредбено со овие бројки што ги гледаме. Станали сме со реформите толку, па усе уште. Вака, значи, политичката волја игра клучно влијание врз основа на имплементацијата, спроведувањето на тоа што ние сме го донеле. Инаку, дека ние сме во процесов и дека работиме и дека вложуваме дополнителни напори за да се приближиме кон Европската унија, јас сум бил сведок, сум бил дел од систем, професорот бил дел од систем, имал можност дури да координира европски политики. И тоа се случува. И јас капа им симнувам на тие државни службеници кои што секојдневно и покрај сите овие разочарувања, после 20 години се уште се посветени на тој процес. Тоа што нам не недостасува е систем кој што независно од политичката волја во позадина ќе ги работи и ќе ги спроведува реформите. Пред да го почнеме подкастов, зборевме нешто за човечкиот капацитет, дали кој што треба системот да го гради и да независно од политичката волја, имаме ли ние се уште човечки капацитет за било какви сериозни евроинтеграции, еве и да се отворат сериозно преговорите, имаме ли ние потенцијал да преговараме со Европската унија, бидејќи тоа се преговори, тоа не е Европската унија да дојде и да каже јас сакам ова, а вие ќе ќутите, не, тоа е нешто да добива Европската унија, но добиваме и ние. И колку сме ние успешни во сето преговарање, толку ќе добиеме подобра стартна позиција. Имаме ли воопшто во овој момент човечки капацитет да испреговараме било што со Европската унија? Како што кажа Виктор, има поединци во нашата администрација што практично некои од нив и целиот работен век го имаат поминато на оваа поле, затоа што предолго трае наша сага со Европската унија, да ја наречеме, но за жал тие се помалку. Еден дел од нив стануваат, според мене, демотивирани во целиот тој процес и ја гледаат својата алтернатива надвор од македонската администрација. Имаме ние случаи кога многу стручни поединци во нашата администрација ја напуштиле администрацијата за да работат во некој од странските амбасади, во меѓународни организации или пак надвор од државата. Според мене, за жал, за изградба на капацитетите за европска интеграција на други држави, а не на собствената. Ние имаме поранешни и високи функционери на раководни места, поединци на раководни места во администрацијата, кои што заминале да ги граат капацитетите за европска интеграција во Турција, во Црна Гора, во Србија, Албанија и така натаму. И тој човечки ресурс, тој капацитет, тоа знаење, искуство што тие поединци го имале, наместо да се искористи во нашиот процес на европска интеграција, се користи во туѓ, условно речено, процес на европска интеграција, но меѓу елементите е секако и она што го зборуваме и во текот на оваа емисија, неизвестноста на нашиот пат кон полноправното членство, недоволната политичка волја внатре, недоволната и институционална волја, ако сакате, на пониско ниво, не само на политичко ниво, и најпосле секој од тие административци сака да има успех во сопствената кариера на полето на европските интеграции. За жал, ние имаме повеќе поединци што се неискористени, но процесот на градење на капацитети не е краткорочен процес од денес за утре. Ние имаме административци кои што треба своето знаење да го пренесат на нови генерации, кои што сакаат да се вклучат во тој институционален пат и конечно, имајќи го предвид искуството од државите од Централна и Источна Европа, токму тие административци подоцна ќе бидат вклучени како представници на Македонија во институциите на Европската унија. Но математиката зборува, подоцна
експертите зборат дека се помалце луѓе сакаат да бидат дел од овој процес за евроинтеграција, не гледаат перспектива, професионална перспектива и си одат на некое друго место. У суштина се помалце имаме луѓе што ќе ја преземат онаа институционална меморија од постарите, повозрасните членови на администрацијата, да преземат знаењето и да го спроведуваат во понатаму. Последно прашање за вас, професоре, па ќе завршиме и со тебе, Виктор. Гледате ли, ајде да кажеме, некаква светлост на крајот од тунелот? Ова е фраза што не сакам многу да ја употребувам, но ни се провлекува веќе известно време на нашите евроинтеграции. Гледате ли дека нешто може да се откочи или се уште во догледно време ќе имаме ваков статус ко, односно 725 години ќе ни требаат за да го достигнеме просекот на приходи на Европската унија? Да, идеално би било ние да ги тираме тие два процеса паралелно. Едниот е овој формалниот со политичката волја, формалните чекори во пристапувањето, и другото е ова што е цели истражувањето што го презентираше Виктор, да продолжиме со исполнување на стандардите без разлика дали ние имаме формален почеток на преговорите или не, со цел, тоа е една добра позната теза, нели, колку сме ние поподготвени во моментот кога ќе ги започнеме преговорите, толку побрзо ќе ги завршиме и ќе можеме да станеме побрзо полноправна членка, односно да го скратиме тој процес на преговарање. Сега и за двата процеси е потребна силна мотивација и политичка волја. На политичко ниво сметам дека секогаш кога се работи за вакви билатерални спорови кои што се небалансирани, односно едната држава која што е дел од овој спор е членка, другата не е членка. Ние едната има моќ, другата нема. Немаме иста моќ на преговори. Нешто што сме го видели во други спорови на Балканот, секоја народна понуда што ја добивате е полоша од претходната што не била прифатена. Идеално би било да се најде некаков компромис што побрзо да се затвори тоа прашање, да може политичката волја да го поддржи сиот овој процес на општествена европеизација, и мислам дека сега влегуваме во еден период доколку во соседна Бугарија немаме нови предвремени парламентарни избори во текот на 2026 година, за што се уште не сме сигурни. Сме во еден период кога нема најава ни за изборни циклуси кај нас, ќе може порелаксирано да се вклучиме. Во тој контекст се добредојдени сите овие типови на поддршка и од европските држави и од Соединените американски држави, за што зборувавме. Да, зборувавме, Виктор, да финишираме сега со економскиот дел. Малце по-политички ми е овој подкаст, иако лајтмотивот е едно истражување за економиите, за економските показатели, колку сме блиску до Европската унија, но ајде да се вратиме на економијата и со тоа ќе финишираме. Што треба и во кои сектори да преземеме за да го намалиме јазот што го имаме кон просекот на Европската унија, да сублимираме усуштина истражувањето за мерки што треба да се преземат, каде и какви мерки треба да се преземат. Значи, имајќи предвид дека еден од основните фактори на продуктивноста во секое општество, во секоја економија е човечкиот фактор, ние треба да бидеме свесни дека ние како општество во иднина, заради демографското старење и намалениот наталитет кај нас во Македонија, ќе се соочуваме со се помал број на активно население, односно население кое што ќе може да биде вклучено во економските процеси. Од тука еден од клучните фактори на кои што треба да посветиме внимание е технолошки развој на нашата економија, односно вложување во индустрии и процеси кои што ќе значат користење на човечкото знаење многу повеќе отколку на човечкиот труд. Затоа што ние тој труд ќе го немаме. Независно кои се алтернативите како можеме да го надоместиме. Втората работа, нешто што професорот го начна, а мислам дека е многу важен како аспект, е да не гледаме на диаспората само како негативен ефект, туку да најдеме начин како диаспората да ја вклучиме и да биде во функција на растот и развојот на нашата економија. Затоа што нашата миграцијата од нашата земја, нашата диаспора во последниве години не е веќе неквалификувана и работничка миграција. Ние имаме високо квалификувани кадри кои што котираат високо во нивните индустрии или во нивните компании. Тој потенцијал во моментов го немаме искористено. Младите многу често се зборува за тоа дека во Македонија се помал број на студенти имаме запишано, а за сметка на тоа многу македонци се запишуваат на универзитетите и факултетите во Словенија. Ако мене ме прашувате, како Словенија има државна
кампања за привлекување на македонци да одат во Словенија, така ние треба да најдеме начин како нашата држава да се промовира помеѓу тие кои што отишле да учат и студираат во Словенија, за да се вратат или да придонесат некако на некој начин за развојот на Македонија. Во една друга прилика во Националната конвенција имавме гости од Словачка кои што кажаа како тие го решиле проблемот со кадарот. И тие имаат многу слична програма за финансирање на студирање на 100-500 најголеми универзитети. Ама за разлика од нас, тие уште пред да замине тој кој што студира во странство, им кажуваат во која институција ќе се вратат, кога ќе ги завршат Кај нас се студиите. враќаат и не може да се вработат. Јас имам случаи до нас доаѓаше како медиуми, како новинари, се враќаат од престижни универзитети во Англија, значи завршени во топ Так. 5-те, се враќаат и никој не ги ангажира затоа што партиски не биле подобни, односно поточно не подобни. Не, видете. Немале партиска врска за да ги вработи, да им даде решение. Ама и очекувањата на тие кои што се враќаат се некогаш многу поголеми од тоа што реално може тие да Добро, ама да не може да направат. ги се вработат на машина на дребонг да работи, Никако. ако има на пример Никако. европски студии или ако има не знам нуклеарна физика, не може да работи. Така е, ама на дребонг. затоа системот е тука, како што економски треба да направи редистрибуција на доходот, така да направи и соодветно редистрибуирање на тој кадар и потенцијал, затоа што реакцијата на колегата од Министерство за финансии од Словачка беше и да си отиде за 5 години. Тој остава нешто во институцијата како знаење, како легаси, како нешто кое што може да се институционална меморија се Така е. вградува и таа институција Така е. има нешто Така е. обучува. Тука имаме ние проблема на тој дисконтинуитет што ни се јавува со промена на секоја власт. Тие што треба да оставаат позади себе се тргаат, не се активни и доаѓаат некои што не ги знаат работите и почнуваме од ново. И да финиширам, значи борбата против корупцијата не треба да биде декларативна и кога зборуваме владење на правото не треба да го гледаме само од правен аспект, треба да го гледаме и од економски, финансиски аспект. Јакнење на функционалните контролни механизми, особено за финансиска контрола во рамки на системот, може да дадат многу позитивен резултат. Хрватска е многу добар пример за тоа. Затоа што ако имаме силен контролен механизам внатре во системот, нас многу од овие работи за кои што зборуваме дека ни се случуваат, нема да се случуваат. На крајот на денот повторно ќе се вратам на човечкиот капитал. Ако ние сакаме да имаме соодветен економски раст, ние треба и текако да продолжиме да инвестираме во обновливи извори на енергија за да се оттргнеме од загадувањето. Еве уште еднаш праќам јасна порака до владата и до било која влада која што ќе дојде. Ако сакате да имаме намалено загадување, прво нешто што треба да направите е 60% од училишните објекти кои што се греат на нафта во рок од 4 години да се префрлат на обновливи или помалку загадувачки извори на енергија. Затоа што со тоа ќе покажете дека во општеството не е само на приватниот сектор или на индивидуалецот да ги менува работите. Примерот тргнува од системот. Од системот. Мислам дека тука доаѓаме до крајот на овој подкаст. Ви благодарам што бевте дел од него. Се гледаме во некоја наредна прилика. Мислам дека дадовме некои одговори. Ја имате сега во вкупната слика што ни се случува и што може да очекуваме, а дали ќе се приближиме до Европската унија сепак зависи и од некои други фактори, а не само од нас. Иако што би рекле, нашите гости треба да си ја завршиме ние домашната работа тука, па после тоа да можеме да излеземе на мегдан и да се пофалиме дека сме подготвени за членство во оваа унија. Од мене толку, се гледаме наредната епизода.